колку ние како земја, особено институциите, се подготвени во делот на хармонизација на европската регулатива токму со сајбер безбедноста. Имено чиниме дека е многу значајна. Во собранието влегуваат нов пакет на закони, впрочем 4 закони кои што се однесуваат на дигитализацијата, дали евентуално биле вклучени, меѓутоа навистина се директно поврзани со реформската агенда, па за нас е и тоа како е исклучително значајно и во тој контекст да видиме како тие закони се усогласени со тоа што значи сајбер безбедност или заштита од никое трето мишање. Новите законски решенија се и како потребни за државата и тие би требало да пополнат соодветен вакуум. Меѓутоа стои и понатаму она што го кажав на почетокот во однос на транспоненцијата на директивата, а гледам и колегата тоа го посочи и укажа дека дури и регулативите не мора да значи дека секогаш ќе треба да ги примените дословно како што се напишани, од причина што одредени прашања се оставени да се регулираат во рамки на самите земји. Постлегислативната контрола, а тоа е феномен кој што не достига кај нас, а тоа значи дека откако ќе се донесат законите, Велика Британија има многу добро развиена пракса, да овие закони се ревидираат и собранието, парламентот заедно со граѓанскиот сектор преку дебати да ги воочи кои се недостатоците, што е тоа што законот, дали законот и законски решенија генерираат некои негативни импликации, бидејќи вие не можете едноставно да предвидите се од почетокот, а особено заради тоа што во ера на дигитализација работите се менуваат со квантум скокови. Како ги разликувате, дали станува збор за кинеско или руско влијание? I mean, there are different methods to find it out. Like in some cases, when there were big campaigns, the hackers made some mistakes, some traces of activity that helped the researchers identify the source country, or even in some cases, they found certain people or certain institutions that were behind it. You can also find out a lot about through the methods that they are using, because usually the same country uses same methods, but it's not 100% soft. Gjithashtu, që e kam vërejt si problematik, këtu krijohet në kontinuitet nga televizionet një klim anti-Bashkimit Evropian. Pse Bashkimi Evropian është para shpërbërjes, se Bashkimi Evropian nuk bën, ma tepër i jepet hapësirë mediatike Dodikut edhe Orbanit me 1 miliardat që i huazum pe ati, a nuk jepet informacion për grandet që janë të pakthyeshme që Maqedonia i fiton pe Bashkimit Evropian. Flasim për grandet pakthyeshme, që mendoj se dikun ka 750 milion euro janë në pyetje grande.